ако некој не праша, браќа и сестри, што е најважно во вашата вера? Најважно е да се причестуваме. И затоа сте дојдени, знам дека знаете зашто сте дојдени, ама не само еднаш во годината тоа да го правиме. Зашто да се причестуваме, значи да бидеме во потполна заедница со Бога. Причест е црквено-словенски збор кој значи да станеш честица или дел од целината. А целината е Господ Исус Христос. Заради тоа и почеток и крај на верата е причестувањето. Веднаш после крштението на младенците, ние ги причестуваме. Како последно испраќање на некого од овој свет, го причестуваме. Зашто немаме друго. Може човек да знае одредени работи, може нешто да ги поучи другите, ама ниту тоа не е најважното. Најважното е да станеме дел од целината, а тоа значи причестувањето. Тоа не зближува со Бога и кога ќе слушнев порано, сега помалку можеби, одредени баби или мајки дури им велат на децата, земи лепче и вино, ајде, плачи детето можеби, и го лажат со тоа дека е лепче и вино. Не се причестуваме ние, браќа и сестри, со леп и вино, туку со тело и крв Христови. Тие се вистина во вид на леп и вино, зашто ние не можеме да јадеме месо. На тој начин живо месо, да бидеме во телото Христово. Ама можеме да се причестуваме преку друг вид, преку леп и вино кој на литургијата, што еве ја служиме и сега, станува тело и крв Христови. И ние сме свесни за тоа дека се причестуваме со телото и со крвта Христови. Ако не дома ќе се земеме леп и вино, што мора да дојдеме во црква. Ама единствено што има монопол, ако има монопол, малку е тежок збор да има монопол црквата на нешто, има на телото и на крвта Христови. Никој на друго место не може да направи тело и крв Христови. Во црквата пребива тоа и затоа е добро што доаѓаме и се причестуваме со телото и со крвта Христови. Тоа да го пренесуваме и на генерациите после нас, и на малите деца, дека тука во црквата е работилница од леп и вино да направи тело и крв Христови. Не може, друга работилница нема. Прашајте из комшиите дали знаете како се прави тело и крв Христови од леп и вино, кој ќе ви каже? Нема. Затоа што нема. А тука во црквата го има. Тоа е најважното. Тоа е најважното што го имаме ние православните христијани. Не само православните, го имат и римокатолици, и тие служат миса, и тие служат со хостија, не служат можеби со ваков квасен леп, ама сеедно не навлегуваме сега во тоа. Значи, она што не прави нас да бидеме честици од целината, тоа е која се причестуваме. И затоа благословена нека биде заедницата со Бога, за која сте дојдени да ја примите. Зашто сите ние без телото и крвта Христови сме мртви. Без разлика дали ќе живееме 100 години, 150, нека живееме после тоа ќе не нема, како никогаш да не сме постојали. Ама ова е печат на дарот на Духот Свети. Духот Свети не повика да дојдеме во толка број. Кој не повика? Мислете некој паметен човек или владиката ве повика да дојдете?
повикувам секако, меѓутоа никогаш не велам дека сум толку автентичен колку Духот Свети, што ве разбуди денеска здрави и живи да дојдете да се причестите. Тоа е најважното во животот. Тоа да му го пренесуваме и на нашите деца, на нашите внуци, на нашите пријатели, дека тоа е најважното во животот што го правиме. Милоста Божја да биде на вас, да ве чува и да ве пази во сите дни на вашиот живот.